Инвиноверитас велат во виното е вистината. Добро утро, Македонија, уште еднаш. Појасот по 8 часот посветен на Свети Трифун, посветен на вековната македонска традиција. Го отвораме овој дел од емисијата со гостувањето на професор доктор Михаил Петков од Факултетот за земјоделски науки и храна, катедра за лозарство и винарство или лозарство и винарство по скопски, како сакате. Велиме добро утро за професорот. Добро утро. Добро утро и до вас и до гледачите на Македонската радиотелевизија. Професоре, колку за нас е значаен празникот Свети Трифун? Па празникот Свети Трифун е многу значаен за лозарите и винарите. Пред се, иако е Свети Трифун заштитник и на градинарите, овоштарите и така натаму, меѓутоа најчесто и најмногу го празнуваат лозарите и винарите. Јас од кога памтам, постојано се празнува Свети Трифун, на истиот овој ден и секогаш се оди со она една благословување на лозите, на лозјето, со желби за добар род, за здрав род, да имаме убава година и која ќе на крајот ќе резултира нели со доволна количина на добро, да не кажам одлично вино. Тие ли се само обичаите за празникот? Обичаите? Да. Па, најнапред се закројува лозата. Денеска е порано, да речеме, многу одамна, до Свети Трифун не се закројувале лозите, затоа што се верува дека Свети Трифун е последниот од зимските и првиот од пролетните празници. Така да, за да се избегнат оние штети што би можеле да настанат со измрзнувањето на лозите, и тогаш се чекало до Свети Трифун, па да почне да се кројат лозијата, да се подготват за годината која што следува. Меѓутоа, бидејќи имаме сега компании кои имаат многу големи површини на лозија, и ако почнат од денеска, односно денеска не ќе можат, ама од утре, ако почнат, не ќе можат да стигнат на време да ги окројат сите своји лозија. Така да кроењето почнува и порано, меѓутоа денеска е она ритуално закројување, каде што се полева лозата со вино, се благословува, има служба од свештените лица и другото е понатаму само забава и Па добро, треба да има забава, нели? Денот без забава не е ден, а ритуалите, човек без ритуали нема своја историја, нема свое наследство. Ќе одиме во Битола, да. Ружица е подготвена. Ружица е подготвена, одиме во Битола да слушаме каква можност имаат земјоделците во делот на финансиска поддршка. Повели Ружица, вниманието е кај тебе и неколку пати го споминувам прашањето и ќе побарам одговор, се разбира, од тебе, преку тебе, да, од твојот соговорник, колку младите аплицираат да ја добијат оваа финансиска поддршка и вложуваат во земјоделието. Повели. Токму така и ова во ова линковско вклучување имаме мощна, значајна и актуелна тема, односно објавен е јавниот повик од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделците од ИПАРД програмата 2021-2027 година за можностите и за условите за добивање на грантовите од мерката 1. Ке зборуваме со магистар Пеце Стојковски, директор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството. Добро ви утро. Добро утро. Ви благодарам за можноста да ја презентирам ИПАРД програмата. Како што спомнате, во тек е јавниот оглас за поднесување на барања за финансиски средства од ИПАРД програмата и тоа мерка 1. Таа мерка 1 од страна на земјоделците позната како мерка за тракторите. Ова ИПАРД програма во Република Македонија е достапна од 2007 година и целта на оваа програма е да се зголеми земјоделското производство и можноста на инвестирање во руралниот развој, се со цел да имаме поконкурентно земјоделско производство и да се доближиме до стандардите на Европска унија. По-конкретно, со оваа мерка вкупниот грант на изнесува околу 7.400.000 евра.
како минимална инвестиција која што земјоделските стопанства треба да ја направат, изнесува 20.000 евра без ДДВ, додека пак максималната инвестиција може да достигне и до 750.000 евра без ДДВ. Кога зборуваме за гранто, односно поддршката преку оваа мерка, таа се однесува врз основа на кофинансирање на понесени инвестиции и можноста за поврат изнесува 60%. Овој поврат може да се зголеми доколку инвестицијата се врши пример од страна на во земјоделски стопанства кои што инвестираат во планински области, тогаш може би повратот да достигне и до 65%. И како што спомена колешката, доколку инвестираат младите, односно земјоделците од 18 години до 40 години ги рачунаме млади, тогаш повратот на финансиски средства може да достигне и до 70%. Значи, ова е одлична можност за млади земјоделци. Знаеме дека голем проблем е на нашата земја одливот на младите, меѓутоа преку овие мерки имаме можност да ги задржиме, а вие како АПРЗ сте мостот помеѓу Министерството за земјоделство и помеѓу земјоделците. Кои се приоритетните сектори, кој се може да аплицира и што ќе може да набават со овие грантови? Како приоритетни сектори во оваа програма се јавуваат сектор растително производство и тоа во него спаѓаат подсекторите житни култури, индустријски култури, фуражни култури и вложувањето во лозови насади, односно само за насади за винова лоза. Друг сектор, приоритетен сектор, представува сектор сточарство, со подсекторите говедарство, свињарство, живинарство и овчарство и козарство. Трет приоритетен сектор е секторот рибарство и ова година има можност да инвестираат во енергија од обновливи извори за сопствена потрошувачка. Тука спаѓа енергијата од сонцето, од ветерниците, геотермалната енергија и биомасата како изворна енергија. Кој се може да аплицира за оваа програма? Може да аплицира секое земјоделско стопанство кое што е регистрирано во единствениот систем на земјоделски стопанства, може да аплицираат земјоделските задруги и може да аплицираат здружени правни лица. Но треба да напомениме дека доколку за да аплицира на оваа програма треба да поседуваат минимум 1 хектар земјоделско земјиште. Како опрема за по оваа програма можеме да споменеме дека тие можат да набават градежни материјали за изградба на нови објекти, можат да набават градежни материјали за адаптација и реконструкција на постоечките објекти. Исто така, согласно ова програма, тие можат да набават нова земјоделска механизација, како што се трактори, приклучна механизација, мотокултиватори, опрема за садење, може да набават опрема за берење. Исто така, како многу битна работа е што можат да инвестираат во повеќе годишни насади. Директор, еве и пред самиот крај, битна информација, нормално дека овие грантови не се даваат туку така, туку се даваат по предходна апликација врз основа на предходно подготвени проекти од страна на оние кои што ќе аплицираат, значи се разгледува визијата на земјоделецот и потоа се одобруваат, се разбира дека средствата. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трипуновски вчера беше во работна посета на Битола, се сретнавте исто така и со сточарите. Тој рече дека веќе од понеделник заедно сите и вашиот тим на АПРЗ стартувате по одредените места за поголема информираност на сите оние кои што сакаат, а вие и вашиот тим во АПРЗ сте тука за помош, да речеме, за пополнување на формулари и сте еден вид патоказ како да се стигне до одобрување на грантовите. Да, во право сте. На вчерашната средба со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство господин Цветан Трипуновски беше договорена динамиката на инфо денови кои што ќе се вршат за запознавање со оваа програма, не само за оваа програма, туку и програмата за финансиска поддршка. Тука ќе бидат овие инфоденови ќе бидат составени од тимови на Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделието, Министерството за земјоделие и платежната агенција. Како што спомнавте, нашата агенција му изготвува барањата на земјоделците и им помага во изготвување на деловните планови и техничкиот предлог за да може да имат успешна апликација.
Значи, од огромна помош и, како што реков, продолжена рака сте на земјоделците. Ви благодарам многу за утринското гостување. Јас се надевам дека колегите нема да ни забележат што земавме минута две, меѓутоа споделивме на вистина корисни и потребни информации и се Јована со цел да привлечеме и да оставиме што поголем број на млади земјоделци овде во нашата Македонија. Студио? Благодариме, Ружица, Благодариме, за Ружица. јавувањето од Битола. Ние само кратко во студиото пред следното линковско вклучување. Професоре, на кој степен е земјоделието во Македонија? Од развојот? Па, тешко. Генерално. Јас тргнувам само од една констатација. Патувајки, бидејќи одиме доста во посета, нели, на Лозија и по Визби, таква ни е работата, се гледа големи површини кои не се обработени, за жал. Што не е случај, еве, например, низ европските земји, кога се патува, автопатот од двете страни е полн со изорани ниви. Обработени од кои се очекува род. Кои се сега понатаму проблемите, тоа е можеби за некоја друга прилика, каде што ќе има повеќе време да се елаборира целата таа работа. Меѓутоа, вкупното земјоделие оди кон тоа да имаме се помалку сопствено производство, кое ни е неопходно, бидејќи зборуваме за храна, и се повеќе се вртиме кон увоз на храна. За квалитетот да не зборуваме. Каков е домашниот, локалниот, а какво е она што го... Тоа е што го друго консумираме. прашање. Да, продолжуваме во студиото со вас за кратко, но ќе се вклучиме и на терен. Во живо не очекува колешката Елизабета Кузмановска. Традиционално закриување на лозијата во село Кучково, по повод денот во општината Ѓорче Петров. Бети, те следиме, повели? Добро утро, се наоѓам во срцето на општината. Ке разговараме со градоначалникот Александар Стојковски. Денеска убав ден, Свети Валентин, така ќе го кажеме, а најважен Свети Трифун. Цело време полемизираме меѓу Свети Валентин и Свети Трифун, особено така малку провокативно го кажа Свети Валентин, да видам како вие ќе реагирате. Свети Трифун, Кучково, денеска Ѓорче на ноза. Дали сум во право? Добро, убав празник, како и или од едната и од другата страна да го погледнеме. Традиционално ни е Свети Трифон и во духот на нашата вера треба да си го празнуваме. Така, впрочем, така го правиме тоа во Ѓорче. Не знам на другите места, по другите општини како е ситуацијата. Ние Свети Трифон го славиме во селото Кучково, манастирот посветен на Свети Трифон, заштитникот на виновите наслали, на лозарите, на полињата. И е еден навистина убав ден. Пак ќе кажам и од двете страни. Пак е празник на виното, празник на љубовта, на убавите нешта, така да еве ќе имаме денеска можност со почеток во 11 часот, еве на почетокот и да ги поканам да имаат време луѓето се спремат дополнително да дојдат во манастирот Свети Трифон во пред селото Кучково и заедно да го одбележиме традиционално овој ден. Имате винари? Да. Некако сте познати како општина. Живее ли некако, може ли да се живее од винарија? Па добро, винари имаме повеќе во општината Ѓорче Петров. Ме радува фактот што еве има зголемен интерес за изградби на објекти во кои што ќе се служи вино, дегустациони, соби. Во селото Кучково веќе има поголем интерес за изградба на етнотип на ресторан или помали сместувачки капацитети, дека има традиција овдека за одледување на грозје и вино, имаме традиција, бидејќи така ни е добра местоположбата на можеби во минатото многу повеќе. Вие како општина им се помагате? чувало. Да, им помагаме со промоција, имаме наши настани традиционални активности. Сега скоро имавме еден посветен на генерално на земјоделците и на нивната поддршка. Имаме настан поврзан на денот со општината, кога имаме, ајде да кажам, како некој вид на ден на виното, но мислам дека оваа година ќе го направиме тоа многу позабележително. Ќе ви скористам во неколку минутки, бидејќи немаме многу време, се посветуваме на вистина на денешниот празник како општина.
Можам да забележам дека и она што прочитав, а и меѓутоа се гледа кај вас на терен, веќе започнавте со градежните затоа. Имате многу проекти, неколку најважни? Па најважно повторно ќе кажеме, започнавме, убаво сте видели самите, започнавме со нов серијал во градежнава сезона. Некои 20 на улици сега ги започнавме пред некој ден. Следуваат проектите од влада, 7 големи проекти, следува проектот за новата детска градинка во Хром, фудбалскиот терен во Полјана во Хром, така да паралелно ќе работиме на сите аспекти на урбаното живење во општината. Сите се вклопуваат во деталниот урбанистички план? Да, па мора да е така, инаку не би можеле да сработиме. Не, навистина никнуваат многу згради, населби, так. Секогаш е потребно и за училиште, особено за градинки. Да, тој тренд мораме да го следиме, да го пратиме. И еве долги години наназад, да кажам, децени поспоро се инвестирало, не велам дека не се инвестирало, но сега имаме многу позголемена потреба тоа да го направиме што е можно побрзо. Пременувате зелени појаси? Да, еве имаме во план и изградба на целосно нов парк во близина на кеот на реката Вардар, паркот Македонија во Ѓорче Петров, кој што ќе биде прв еден од таков тип екопарк во општината. Имаме и други зелени површини. Да се вратиме уште еднаш на празникот, уште еднаш да ги поканиме, значи во... Да, денеска во 11 часот во манастирот Свети Трифун во Кучково. Повеќе децениска традиција, убав настан и единствен во Скопје, мислам, дека немаме во други општини. Се пие и вино и раки. Одлично. Ви благодарам за директното вклучување во утринската програма. Нека ни е честити вековите Свети Трифун и се гледаме во следна Така е, за многу години. Студио. Квалитетно. Бети, благодариме за јавувањето. Ете, по уште нешто е уникатна општината Ѓорче Петров и по виното. Се сеќаваме на големите насади во Стопански двор, па и во Кучково и во останатите делови од општината. За тоа изборувавме со професорот. Бети, благодариме за јавувањето. Професоре, следното прашање е? Има ли Македонија квалитетно грозје, односно вино? Да, има. Каде? Па низ целата територија, можеме да кажеме. Затоа што предиспозициите кои ги има Македонија, односно на незината географска ширина, каде што се наоѓа, и составот на почвата, микроклимата, даваат предуслови за да се произведе квалитетно грозје. И нормално не секоја година и не секоја берба е висок квалитет. Ако ја земеме, например, минатата година за која се сеќаваме, беше екстремно топла и екстремно сува во текот на летото, во текот на зрејењето на грозјето, така да одреден број на вински сорти кои ни се нас важни во производството, да доживеа голем стрес. Се намали количината на грозје, кај одредени сорти се намали и квалитетот на самото грозје, а тоа ни е предуслов како квалитетна суровина за да може да добиеме квалитетно вино. И тоа се оние моменти кои се тешки, кои не зависат од нас, туку зависат од самата клима и самото време и болестите кои може да се појават во одредени години. Меѓутоа, генерално имаме одличен квалитет на грозјата и исто така имаме извореден квалитет, може да добиеме од тоа грозје да добиеме многу квалитетно вино. При тоа ги следиме ли трендовите? Како котираме на пазарите? Трендовите се следат, иако трендовите во винарството, затоа што се работи за долгогодишна култура, значи додека да дојдеме до некоја одредена суровина, додека да внесеме некоја одредена технологија, не само кај нас. Тие трендови варираат помеѓу 7 и 10 години. Така некако се менуваат, доаѓаат одредени циклуси. Кај нас, кај нас се прати тоа и како доказ на тоа можеме да кажеме дека одредени типови на вина кои ги произведуваат нашите винарници од нашите лозја освојуваат престижни награди на светските конкурси, на светските саеми. Многу често и голем дел од нашите вина се победници, шампиони или на целиот тој настан или на одредени категории на вина, што ни укажува дека тоа можеме да го направиме. Иако тие
премиум вина, кои ги викаме, значи вина со најдобар квалитет, се произведуваат во многу помали количини заради проблемите со пласманот, многу се скапи, се вложува во нив прилично во нивното производство и е многу тешко да се пробијат на винскиот пазар, затоа што конкуренцијата е страшно Многу голема. помоќни држави се во прашање, зборуваме за Франција, Италија, Португалија, Да. Шпанија и така натаму и така натаму. И Кина не ја заборавај. Па да, добро, како една од најголемите, можеби најголемата најбрзачко- економска сила, најбрзачко галопирачки раст економски, да. Добро, споменавме добро вино, а каде има добро вино ако не во Кавадарци? Срцето на виното во Македонија или земјата од каде што ни доаѓа најквалитетното вино, граначалникот Митко Јанчев ова утро го имаме во живо на Skype од Кавадарци. Добро утро, градоначалник, и првото прашање воведно нека биде што значи Свети Трифун за кавадарчани? Добро, 50 години. За Кавадарци значи празник за градот, меѓутоа не само за Кавадарци, за цела Грција. Значи, еден од почеток на отпуштување со обработка на лозовата прачка, закројување, со на литургија, со на песенчин, каде што очекуваме да имаме плодна година, да имаме квалитетно лозие и на крајот Вината. Дали се слушаме? се слушам. Да. Како ќе помине денешниот ден, градоначалник? Кои се активностите, кои обврски ги имате вие денеска со лозарите заедно? Каков ви е распоредот, агендата? Значи, денешните обврски ни се заеднички, да кажеме, заедно со лозарите, винарските визби, денот почнува со путинска литургија, затоа пристапуваме кон градската площад, каде што имаме изложено повеќе семејни винари, винари од поголем обем, и на крајот нашите гости кои ќе ни се поканети од феста Трифун. По негде 12:30 е свечено закриување на виното лоза на градскиот площад. Под закриувањето на виното лоза имаме посета на Винскиот регионален музеј, каде што ја пробуваме нашата традиција за следување на виновата лоза, уште од далечните 50 години. Што имаме регионален вински музеј со ташните услови, со сегашните услови, те на литература, со статеја на световна што значи да подобро лозие и подобро вино, нормално како забава, имаме културно-уметничка програма, тоа на крајот завршува вечерта со еден концерт од Славко Лазаровски и мислам дека ова е тој ден кога кавадарците и куќијата налично го почувствуваат обработувањето на виновата лоза и нормално секој што поседува винова лоза, имаме доста такви арпетиери индивидуални земјоделци, почувствуваат овој празник и Градоначалник, претпоставувам дека има многу од оние кои што традиционално од колено на колено го пренесуваат занаетот во Кавадарци, но колку младите во Кавадарци остануваат и да го работат она што нивните родители им го оставаат во аманет? Пратев емисијата и пред да се вклучам, и со професорот разговорот, и со општо како земјоделие, и лозарството е една од клучните гранки во Македонија како земјоделие. Вално е тоа што во Македонија и општо земјоделието се става малку на блиска гранка, на по-страмен чин на работа, а против некои други работи. Да, има од колено на колено се пренесуваат многу работи. Знаете дека лозето или лозовата прачка е долгогодишна култура, век на експлоатација од 20 до 30 години, не е едногодишна или краткогодишна, значи долгогодишна култура. Меѓутоа, мислам дека треба да работиме заеднички и како општина, како држава, пееви со
Научната пела во постигање на свеста и културата за одгледување воопшто земјоделието, а поготово на виното лоза, дека воопшто не е срамно да се земјоделец, на мојата визија и герење, и да последуваш еден лозов настап од неколку хектари и при тоа да можеш да одгледаш, да направиш добар род и да направиш добар приход, мислам дека е чест и задоволство, и не треба да биде воопшто срамно, тоа што младите малку земјоделци го гледат малку посрамен чин да се кажеш дека си земјоделец, дека одгледуваш лозје, дека идеш по лозје и така натаму. Малку на моралната на свеста да се работи, дека тоа е еден благодет и еден чин кај што може секој да добро заработи и придонеси семејството, меѓутоа и да биде професионална дејност, тоа што според мене учинокот кој што го имаш во она што е твое и што може да сработиш, пример како земјоделието или лозовата гранка, е многу поголем благодет треба да идеш за една обична плата каде што тешко може да. Добро, кога ќе се пристапи со план и стратегија, верувам дека ќе вроди со плод. За крај, градоначалник, освен тоа што се договоривме дека ни должите едно гостување во живо во студиото на утринската програма, кое што ќе го изреализираме во следниот период, ќе се одјавиме со прашањето дали е тешко црното тиквешко, градоначалник? Имаме една песна, дека црно тиквешко. Да, тешко е, меѓутоа со добра кондиција и навика, дека минуваат многу работи, е нормално со умерена конзумација, пошто сегашните вина кои што следуваме се со алкохол од 11 до 15%, када воопшто не се пресни, мислам дека треба да се одговорно и конзумира како алкохол, сепак виното е алкохол, меѓутоа во одредена граница, во одредена грамка. Благодариме, градоначалник. Докторите велат добрата кондиција значи здравје. Јас само тоа го слушнав градоначалникот, со добра кондиција и си ги споив работите од докторите, од градоначалникот, од терен, така е, да. Добра кондиција и добро вино. Благодариме, Митко Јанчев беше тоа градоначалникот на општина Кавадарци. Останете во добро здравје, така весели. Денеска нека ви помине денот како што поминува секогаш. Честа и гордост да се биде во Кавадарци на ваквите денови, на Гроздоберот, на Свети Трифун и така натаму. Ние се враќаме во студиото, се враќаме со прашањето. Да, со прашањето каде во Македонија има најдобро вино. Рековте дека низ целата држава, но да. Доколку треба да изберете плодна почва. Добро, прво треба да има нели добро грозје, па за да се... Каде ќе не насочите? Па, видите, сите одиме некаде кон Тиквешкиот регион, затоа што таму е најзастапено. Таму е најзастапено и најголемото производство на грозје и вино се наоѓа во Тиквешкиот вински регион. Тука спаѓаат нели Кавадарци, спаѓа Неготино, Демир Капија и така, сите тие околни места. Така да таму има и најмногу, најпознати одредени локалитети, микролокалитети, како Дисан, Долни Дисан, Лепово, и така натаму, кои навистина даваат извонреден квалитет на грозјето. Меѓутоа, еве, може да се најде извонреден квалитет на грозје и во Охридско, може да се најде во Кочанско, Виничкиот регион, Штип, Свети Николе, Струмица, Гевгелија, Валандово. Значи, сите оние винари, виногорија кои ние ги имаме, подредено по однос на квалитетот на почвата, по однос на микроклиматските услови кои ги има во текот на годината, насекаде можеме да добиеме одличен квалитет. Во крајна линија говориме за Македонија, земја која има мала територија и е многу разноврсна. Меѓутоа се бираат одредени локалитети и микролокалитети каде што одговара составот на почвата
со сортата и со микроклимата која има таму, за да дојдеме до еден резултат кој ќе ни овозможи, ни дава возможност да направиме добро вино. Тоа не значи дека ако е грозјето со извореден квалитет, ќе биде и виното со извореден квалитет, затоа што пак производството на вино е еден друг процес кој исто така бара многу внимание. Да видиме што ќе кажат велешани на оваа тема. Колегата Петар Печков би требало да го имаме на линија. Најавата е секако за Свети Трифун, празникот на лозарите, како градот ќе го одбележи овој ден, кое е значењето на овој ден за велешани. Ќе видиме колегата Петар Печков што ќе ни рапортира од Велес. Ќе има и разговор со Александра Иванова од општина Велес посветен на Свети Трифун. Колега Печков, добро утро. Дали се слушаме? Повели? Добро утро, Бранко. Второ јавување. Да, денес 14 февруари, Свети Трифун, денот на лозарите. За тоа како Велес, како во градот ќе се одбележува овој ден, ќе слушнеме од изјавата на Александра Иванова од општина Велес. Да го честитам празникот на сите винари и лозари и да посеќам берикет на година. Многу плодно лозие, здраво лозие и секако добро и квалитетно вино после од тоа. Велес оваа година по втор пат го чествува Свети Трифун, повторно со заедничка забава во чест на овој ден. Почнувајќи од 17 часот во Младинскиот парк ќе имаме 3 винари кои што ќе ни ги представат своите вина, односно тоа се Old School, Wine Gallery и Шато Сопот. Секако ќе имаме вкусна храна и други пијалоци и ништо нема да биде комплетно без добра музика. За забавата ќе бидат погрижени Основното музичко училиште Стефан Гајдов, одсекот за традицијски инструменти. Веднаш после нив ни наставува Иван Милевски со Фантази бенд. Забавата ќе продолжи со Тринити бенд и на крајот вечерта ќе ја заокружат Чалге Sound System. Александра, само едно подсетување, зошто е значен Свети Трифун, што денес се одбележува? Свети Трифун важи за заштитник на винарите, на лозарите и токму затоа и се одбележува на овој ден. Веројатно многу од лозарите веќе и обредно го закријуваат лозието и се надеваат на плодна и берикетна година. Да, тоа е денес поводот да лозарите се соберат, го одбележат овој ден. Слушнавме како ќе биде во Велес, а бидејќи централно дел на Македонија ова виногорје е познато не само во границите на земјава, туку и пошироко во Европа и во светот по неговото квалитетно вино. Да споменем што и каде ќе се случува така. Во Кавадарци во 13 часот е најавено закријување на виновата лоза, а вечера во 21:30 треба да настапи Владко Лозановски, во ѓурет има и други настани. Во Демир Капија почнува во 11 часот настанот, кога ќе се доделат наградите од настаните што се случува претходните, кога се избираше најдобро вино, најдобра ракија. Потоа ќе има и базар на ракотворби, на вино, на храна. А пак во Неготино ќе има настан во 11:30 кога ќе се одржи базар на домашни ракотворби, исто така и на вино и на ракија. Од познати причини во Неготино нема да има музички настан поради настаните со Фросина и со исчезнатиот Миле Тодоров, така што во Неготино ќе има ова во 11:30 базар, а во Демир Капија ќе биде и концерт на културно-уметничкото друштво Мирка Гинова. Ето тоа беше таа збирна информација, некој што сака може да дојде Велес, може да дојде Кавадарци и вечерва на топла ракија. Бранко? Колега Печков, па може да тргнеме од Скопје преку Велес, Неготино, Кавадарци, рековме нели Неготино од познати причини нема да од оправдани причини нема да се слави, нели? Меѓутоа ете до Кавадарци да стигнеме. Петар, бидејќи ти се обраќа тебе, верувам дека тебе те кани. Јас така го сите нас заедно не така ова го протолкував, рече ракија, Бранко. Па претпоставува дека нема да консумираш ракија, бидејќи си дама, нели? Ајде сега Јована, за тебе важи поканата за пастармајлија, бидејќи у Велес има и вечерва и пастармајлија подготвено.
Може со чаша вино. Ет, избрано е, договорено е. Благодарам, Петар. Благодариме, колега Благодарам Печков. и за ова јавување. Се навраќаме повторно назад на темата. Разговараме со професор доктор Михаил Петков од Факултетот за земјоделски науки и храна. Катедра за лозарство и винарство е сега главното прашање, неколку пати јас го потикнувам и го напоменувам и во линковските вклучувања и го прашавме и градоначалникот Митко Јанчев. Со добар план, веројатно и стратегија, ќе се успее во намерата. Но главно, размислувате ли вие како академска фела, како да ги задржите, но всушност и да ги потикнете младите? Не би можеле ние да го направиме само тоа. Ние можеме да учествуваме во делот на Инспирација. Инспирацијата, образованието, едукацијата, да им објасниме што и како тоа се работи. За жал, се помалку млади има. Тоа го чувствуваме во образованието, почнувајќи од прво оделение па наваму, со бројот на ученици кои ги имаме. Меѓутоа, од друга страна пак, радува фактот што во последните неколку години се регистрира над 200 винарски визби, кои спаѓаат во малите винарски визби, кои се исто така генерално најголемиот број, преку 95%. Јас сум имал прилика да со тие здруженија да соработувам на еден одреден начин. Се повеќето се млади луѓе кои го финализираат својот производ. Значи, најчесто тие веќе имаат лозја, наследени, ги работат, ги осовременуваат и едноставно го користат својата суровина, своето грозје да го финализираат тој производ. Така да, кај сите тие винари, мали, се еден пример како може да се заокружи едно земјоделско производство. Значи, од примарно производство доди до финален производ. Со тоа нормално се зголемува и вредноста на самиот производ, така да има и некоја економска исплатливост. Добро, освен економската исплатливост, младите велат дека во овие денешни услови на кожни фотели и дигитални алатки е многу тешко да се работи земјата. Меѓутоа, земјата работењето на земјата е основата на прехраната, нели? Ако одиме малку подалеку, виното исто така се добива со обработка на земјата, па колку е тешко да се одржува еден посет? Прилично. Прилично е тешко. А која е сатисфакцијата на крај? Сатисфакцијата е уживањето во добиениот производ. Значи, вие почнувате од скоро ништо, имате калем, малецок, оставате во земја и го гледате низ години и тој секоја година ви дава род. Тоа е сатисфакцијата во земјоделството. Интересно е што секој ден е различен, нема досадност. Не знаете денеска дали ќе дува, дали ќе врне, како треба да се среди, кога треба да се испрска, кога треба да се ископа, да се прихрани. Па и да се покријат штетниците, нели? Да се било што во делот на производството на грозје и истото тоа продолжува во делот на производството на вино. Значи, секој ден е различен. Секој вино е различно, секој вино е како жив организам. Не знаете денеска што ќе направи. И на крајот на денот може ли да се живее од занаетот или бизнисот е по-модерно? Има ли заработка? Се зависи, еве ќе почнам од една друга работа. Се зависи од големината на површината и производството кое го имате. Доколку едно семејство се бави исклучиво само со земјоделство, да речеме со производство на винско грозје и преработка на тоа винско грозје во вино, е неопходно да има минимум 5 хектари. И тоа 5 хектари кои се наоѓаат
на една парцела или блиску, за да биде работата. За да биде лесно достапно, лесно пристапно достапно, и за да може тоа да сето тоа да функционира. И да биде економично. На тој начин да. Меѓутоа, како еден податок морам да ви го кажам дека во Македонија просечната поседување, имање на лозје е помеѓу 1 и 1,5 хектар. Значи, тоа се многу мали парцели. И тука е еден од проблемите. И сите работи, бидејќи се мали парцели, се работат рачно. Во светот имаме голема конкуренција, доаѓаме во ситуација да гледаме дека има многу поевтино вино, особено во на категорија на наливни вина, кои се најмногу се произведуваат и во светот, а и кај нас, каде што се работи комплетно механизирано. Бидејќи ние имаме комплетно механизација во ова денешно време, каде што технологијата оди многу напред, е потполно автоматизирано производството на винското грозје. Да видиме како во една скопска винарија се произведува вино. Ако сме подготвени, молба до колегите од режија, прилогот на Анита Никушева Јованчев, да го видиме во продолжение и во кој се зборува за двајца браќа кои што не знаат за ништо друго по завршувањето на нивното образование, туку само за производството на вино. Семеен бизнис. Пеливо вино го спремаме станушина сорта, традиционална метода, ќе само моментално лежи на фин талок. Па вака лежи скоро 9-10 месеци. Значи нека ова лето ќе го може да го спремиме више за продажба да биде. Нашето поднебје има долга традиција во производство на високо квалитетно вино. Македонските винарии се ориентирани кон извоз, со зголемена продажба на вина во шишиња и промена на минатиот имидж на земјата како извор на наливно вино. Сепак, тие се доминантни на домашниот пазар, оставајќи мал простор за увезени вина од познати вински региони. Дека има квалитет се уверивме при посета на една од винариите во Скопје, каде виното се чува на идеална температура од 12 до 15 степени. Квалитетно вино пред се мора да се направи од квалитетно грозје. Нашето поднебје, нашата земја дава, да не бидам скромен, совршени услови за производство на грозје. Тоа било и во минатото, тоа и денеска. Така да, знаете, горе-доле сите вина во Македонија, без разлика од кој производител се квалитетни. Тука веќе станува малку и субјективно прашањето што преферирате, што сакате, сакате бели, сакате црвени, розе, полусуви, полусладки. На тој принцип ќе изберете. Предпоставам и визуелниот дел многу делува пред се на етикетата, на изгледот на шишето, влијае на изборот на конзументите, на купувачите, така да неколку фактори се во игра. Сепак, знаете, и да изберете некој вино кој што нема да ви се допадне, следниот пат ќе имате можност повторно да бирате, да дојдете до вистинскиот вкус кој вас ви одговара. Произведуваме бело вино, црвено, розе, од повеќе сорти, темјаника, ризлинг, шардоне, вина што лежат во буре. Пазарот е многу мал, производството на вино во Македонија е големо. Знаете, Македонија е еден од поголемите производители на вино на Балканот. Нашето вино треба премногу да се промовира. Тука заедно мислам и на поголемите и на помалите винари. Во секој случај, ако се фокусирате, како и во секоја работа, дадете 100% напор да постигнете, направите нешто, ќе обстанете и ќе може да функционирате. Македонците сакаат повеќе бело, најчесто темјаника, за разлика од странците кои што сакаат да пијат вранец, македонска локална сорта. Купуваме грози од исти кооперанти секоја година и со тоа го задржуваме квалитетот секоја година. За среќа Македонија се повеќе посетуваат странски туристи кои што покрај останатите знаменитости, нели природни убавини, езера, планини, сакаат да поминат моменти во дегустација на наши традиционални јадења. Тука исто така мислам и на виното, така да подеднакво можам да кажам дека се застапени и македонските и странските туристи во нашата дегустациона сала. Процесот почнува од септември, кога почнува бербата, трае до крајот на октомври, почетокот на ноември, потоа виното оди во овие танкови лежи и во овие дабови бочви.
12 до 24 месеци во зависност од сортата. Јас се обидувам пред се да ја промовирам земјата, Македонија. Тука сето тоа доаѓа нели во пакет заедно со грозјето, производството на грозје и понатаму вината. Секако највеќе се задржуваме на вината. Во секоја дегустација има по 5, 6, 7 вина, сите имаат различни карактеристики, се обидувам да им објаснам што секој вино што нуди, всушност што да пробаат да најдат во секој од тие вина. Би рекол дека тука најмногу во Македонија, иако во текот на годините ова извезувало и како во Соединетите Американски држави, Канада, Чешка, Хрватска, дури и во Кина, ама сепак мислам дека најголемиот дел од виното се консумира, се троши во Македонија. Последните години белото се повеќе излегува како победник, можам да кажам. Зимскиот период црвеното вино секогаш доминира, белото вино почнува, иако летото, пролет се пие, последните години, како што кажав, и белото вино се конзумира и во зимскиот период. Дури и розе вината и пенливите вина стануваат некако секојдневие за македонскиот. Последниве години више сакаат, ги интересира, се распрашуваат, сакаат да знаат повеќе за како се прави виното и доаѓаат најчесто на вински тури во нашата винарија. Турите најчесто преку ден, во 12 часот почнуваат, имаме скоро секој ден вински тури. Секако ќе пробаме да ја пренесеме таа љубов, нормално едукацијата, школувањето, кое што и ние сме го поминале, така да во овој момент не би можел да кажам, ама во секој случај секој еден посетител, било кој да е, се обидуваме да го внесеме во виното, сепак една култура, една традиција која што ние како народ ја имаме во нас и треба да ја пренесуваме. Потребна е поголема промоција на винскиот туризам, долгата традиција на производство на вино, добрите климатски услови за производство на квалитетно грозје и автохтоните сорти не прават да бидеме еден од најквалитетните региони. Винскиот туризам е нераскинлив дел од целата винска приказна на Македонија, како земја што има огромни можности за промоција на своите вински убавини и презентација на вина, што за туристите представуваат нешто ново, екзотично и впечатливо. Го започнавме овој блог со професорот Михаил Петков, со вас и ќе завршиме на крајот последното прашање до вас. Како факултетот ги следи образовните трендови во делот на задржувањето на младите, на едуцирање, на отворање на портата и така? Покрај традиционалните наши кои се образовни програми, како да речеме имаме овоштарство, лозарство и винарство, кои потоа се делат натре во делот на повеќе кон овоштарство или повеќе кон лозарство и винарство. Зборуваме денеска само за лозарството и винарството, нели, инаку ние имаме 10 такви програми. Добро, денеска, тоа е фокус. Се обидуваме да бидеме во тренд, така да имаме потполно нова програма, дигитално земјоделство, каде што се обидуваме да ги обучиме нашите студенти и идни студенти кои ќе ги очекуваме, нели, од есента, да бидат во тренд со користење на најновите технологии во производството на храна. Тоа значи користењето на сензори, користење на разни софтвери кои ни помагаат, дронови и така натаму, кои ни помагаат да многу бргу, многу поедноставно дојдеме до одлуки, правилни одлуки, за да имаме подобро производство. Тоа е она што го е како, да речеме, новост, бидејќи мораме да ги пратиме тие нови трендови. Технологијата е многу побрза од било која наша реакција која можеме да ја направиме во образовниот систем. Знаете, во образовниот систем мора првин да го измислите тоа, мора првин да го совладаат професорите и понатаму да се направи проект, па да помине еден одреден период, да се акредитира и така натаму и така натаму и тама неедно ќе акредитирате веќе излегло нешто ново. Така да постојаната трка кон сето тоа и користењето на најновите технологии кои можеме да ги употребиме и да ги искористиме тука, не е само во тоа
во тој дел, во таа една нова насока која ќе направиме такви кадри. Како вели, довршете. Туку и пратењето на технологијата во сите веќе оние стари постоечки кои ги имаме програми, како да речеме лозарството и винарството. Кажа градоначалникот, споменавте трка, останете во добра кондиција. Се обидуваме. Бидете така како што сте, анимирајте не, едуцирајте ги младите, има нисрпни теми од вашиот факултет, драги гости сте во нашето студио, се гледаме повторно. Благодариме. Друга прилика. Благодариме. Ви благодарам.